Дополнителни обуки за финансиска писменост не само за учениците, туку и за наставниците. Покрај ова, на учениците да им се даваат проектни задачи да се вклучат во работилници за да учат вештини за планирање и управување со финансии. Ова го порача министерката за образование Весна Јаневска, која беше дел од панел дискусијата за финансиска писменост во македонското образование, организирана од Сдруженијето Јас сум жена. Според образовната настава во основните и средните училишта има предмети во кои се учи за финансии, но уште поголем ефект би имало доколку има обуки и за наставниците, вели министерката Јаневска. Финансиското образование, финансиската писменост и повисоките степени се инкорпорирани во многу предмети, како што се математика, граѓанско општество, бизнис, предприемништво, иновации, но секако постојат и посебни обврзни и посебни изборни предмети во различни периоди на образованието. Она што дополнително би можело да се направи се дополнителни обуки на наставниците првенствено, проектни задачи на учениците, работилници на учениците со помош на стручни лица, разни други во наставни активности со што би се задоволиле потребите. Членки на Сдруженијето Јас сум жена излегле на терен и посетиле повеќе основни и средни училишта. Нивната цел била да се увиди дали и колку македонските ученици имаат познавање од управувањето со финансиите. Според претседателката на Сдруженијето Ана Дуковска, децата покажале голем интерес и интерактивност во дискусиите, но според нивните истражувања постојат и училишта во кои не постојат предмети за финансиска писменост. Импресиите се прекрасни, сите дечиња од сите возрасти беа интерактивни, учествуваа во дискусијата и особено за основното и за средното училиште. Има училишта во нашето истражување, видовме дека немаат сите училишта предмет за финансиска писменост и преку вакви настани посакуваме дека ќе издействуваме еден ден да имаме во сите училишта основни и средни предмет за финансиска писменост, бидејќи финансиско едуцирано население придонесува кон општествен раст и развој. Во наставата на македонското образование во основните и средните училишта се учи математика, предприемништво, општествена одговорност, како и други предмети во кои е офатено планирање и управување со финансиите. Според организаторите на панел дискусијата, вклучувајќи ја и министерката за образование Јаневска, финансиските вештини се многу битни за учениците, бидејќи тоа води кон економски развој и просперитет на државата.